Скопски хотел во ковид време преправен во државен карантин. Има 3 звездички, но сега надополнети со полициски службеници. Имаше 36 мина гости во карантинот, македонски државјани стигнати од странство. Во една од собите сместена е позитивна пациентка без симптоми. 4 се спремаа за заминување после двонеделен карантин. Завршниот протокол за отпуштање од карантин има задолжителна лекарска проверка. 2 лекарки од Скопскиот здравствен дом стигнаа со задача да ги проверат 4 привремени жители на карантинот. Во собата ги проверија 4 ослободени. Немаат температура, не чувствуваат симптоми, немаат болки во грлото или во градите. Се добива доказ дека е готово со карантинот. Треба да дојде некој по нив и со автомобил и со растојание да ги префрли дома, каде ќе продолжат во самоизолација. Скопјанецот Виктор Настевски го доби својот пасош назад. Уживај си дома, сега си слободен комплетно. 88 дена не бил дома каде го чекаат сопругата и 5-годишното дете. Тргнал за работа на брод, но потоа останува речиси 3 месеци по карантини и изолации. Дојдов од Лондон, бев на крузери, работев за крузерот на P&O и бев 75 дена во карантин тамо. И на 31 мај решив да дојдам и влегов точно во 8 часа на граница и преку Софија сите за дом. И во државен карантин прифатив, бидејќи немаше логика да правам тест, затоа што во првиот ден, нормално, после 75 дена карантин, нема шанси да излезам јас позитивен. А ако сум го фатил вирусот нели во текот на патувањето, би требало за 7-8 дена да почнат симптоми или така работа. Ова како заштити семејството? Да, точно затоа што ако јас правам во првиот ден тест, после 75 дена карантин ми дава лажна надеж дека јас сум негативен и можам да го заградам семејството. Решив да останам, ги завршив 14 дена здрав и жив. Сега можам слободно да се ги гушнам и да видам се. Државниот карантин веќе нема да биде во наводници привилегија само за повратниците од странство.